Сиромајот што седнал на веленце за да биде богат. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек си работел аргатлак и си се ранел. Се погодил да му работи еден чорбаджија дома му 10 дена. И чорбаджијата си седел покрај огниште на едно ново веленце и си пиел со чибуко тутун. Секоја вечер Аргатинов влегувал в куќи при стариот чорбаджија да му дават ѓунделакот. Ќе покренал чорбаджијата веленцето и ќе изваел пари да ќе му платил на Аргатинов ѓунлуко. Многу вечери беше му носеле на чорбаджијата измеќарите пари, откај што имал за земање и му и даале. Чорбаджијата иземал и си клавал под веленцето. Сиромајот Аргатин се чудил оте да и клава парите чорбаджијата под веленце што земал и од под веленце и вадел што давал. Беше си рекол сумот, ете, како бидувал човек чорбаджија да си се седит на ново веленце крај огниште и да си пие со чибук тутун, пари да дава и да зема. Се под веленцето да си клава и ќе си бидит цел чорбаджија. Почекај вечер, ако не седнам и јас на новото веленце дома. Вечерта отишол дома и е рекол на жената си. Ја, ако не ми постелиш мурижено новото веленце крај огниште да седнам на него, и ако не ми го подеиш чибукот за да попијам троа тутун. Да море домаќине, му рекла жената. Да не е заката е новото веленце, ти ќе да ти го постелам за да го извалкаш седејќи. Тоа ни е зет, тоа невеста. Треба да го зачуваме, за добар ден да ни се најдит, за лице да острамиме. Море ја постели ми веленцето вамо женоти, тоа ќе ме стори чорбаджија мене, знаеш ли не знаеш? Оти неделава кај што работив, се тоа сум ти гледал, како што седеше еден чорбаджија на едно веленце и од под веленце вадеше пари за да ми плати. А пак измеќарите што му носеа пари, се под веленце и клаваш, ете така. Море домаќине, море душко, море, не те прави веленцето чорбаджија, бре душко, бре. Што се чиниш а џамија како некој дете ми зборуваш вечерва? Мори не току тртори мори жена, оти сам ќе станам да го земам. Туку подај го, оти јас сторив ниет да се правам чорбаджија. Виде не виде сирота жена, му го послала новото веленце да седни. Откоја седнал и зачудил чибуко, изваил доколку пари имал в ќесе и си клал под веленце. Еве жено, вака човек бидува чорбаджија. Море мажу, со седење на ново веленце ако бидуваше човек чорбаджија, сио свет ќе седне и чорбаджија ќе се сторија. Работа се сака, домаќин. Не се сака седење на веленце да некако да се стори човек чорбаджија, му рекла жената. Аргатино си седнал на веленцето и од жената ниту на уо збороите не и клавал. Поминаа бајаги дни и беше дошла страстната недела пред Великден. Го моли мажа си да стани дојд по работа за да изваит некоја пара, за да се поарџат како сите луѓе што се приготвуваат, така и тие да се приготват. Ама, ич слуша тој да стане и да работи, тој е велел на жената си, што ќе дојд жено, овде нека дојд под веленце и што ќе појд, од под веленце нека излезит. Е потребало на жената троа бела земја за да намачкат куќата, да се обели троа за Великдено. Си зела теслата и една торба и отишла кај брегот од белата земја да си накупа. Удрила неколку пати со теслата и си нашла едно грнуле полно со алтани. Го шуктала в торба и си го однесла дома. На, мажу, му рекла жената, алтини што и најдов да видиш. Тури и под веленцео, je rekao, ženo, oti što će dojit pod velence neka vlesi i što će ojit od pod velence neka izlezit. Ženo, video ti jas će bidom čorbađija, je rekao. Vidiš, koja ti velefo ti sedenjeto na novo velence i pijenje tutun čorbađija bidova čovjek. Čekaj сега да одам в чаршија за да пригодувам од сите убајање за Великден.